Денес е последниот, четвртиот дел од третиот храм. И јас би сакал денес да завршам со оваа тема. Па јас би сакал да се подсетиме само на текстот во посланието на апостол Павле до евреите, 8 глава. Евреите 8 глава, каде што читавме и минатата сабота, поточно минатите две, да го почитаме и сега тој текст. Што досега научивме? Што представува третиот храм? Дали третиот храм во Светото Писмо представува една ционистичка масонска градба, кое што се планира со голема желба да се изгради на Храмската гора во денешниот Јерусалим, покрај сите политички, безбедносни и други ризици кои што тие планови ги носат со себе. Ризици за Трета светска војна, за нуклеарно оружје и така натаму. Дали е тоа третиот храм за кој што Библијата зборува? Не. Што е третиот храм за кој што Библијата зборува? Посланието до евреите, 8 глава, ќе го прочитаме уште еднаш првиот стих. Послание до евреите, 8 глава, првиот стих. А најважното од оно што го зборуваме, вели апостол Павле, што е најважното од оно што го зборуваме, да повториме? Сето оно што тој го зборувал досега е важно, ама има нешто што е најважно. Е дека имаме таков првосвещеник, кој седна од десната страна на престолот на величието на небесата. Од десната страна. И е служител на светилиштето и на вистинската скинија или вистинскиот шатор, што ја постави Господ, а не човек. Значи, Господ е градител на вистинската скинија или вистинскиот шатор или вистинското светилиште. Минатата сабота ги читавме зборовите на пророкот Исаија, видението што тој го имал во 6 глава, во кое што видение ја видел таа скинија. Исаја го видел неракотворениот храм. Кои служеле во тој храм како свештеници? Кои служеле? Ангелите служеле. Серафимите ги видел во тој храм. Го читавме и текстот делумно во Откровението Јованово, кое што самиот тој го насловува поинаку, Откровение на Исуса Христа. И видевме таму на повеќе места, иако само 4 глава ја цитиравме, на повеќе места во Откровението се дава опис на небесниот храм, на небесното светилиште. И кого видел таму Јован, за разлика од Исаија, овој пат после Христа, видел 24 старешини и кого друг видел да го слават Бога непрестајно ден и ноќ со зборовите свет, свет, свет е Господ Бог Седржителот. Видел нешто што го опишува како 4 суштества, тоа е употребениот збор од негова страна, а во многу преводи тоа се преведува како 4 животни. Меѓутоа, тие 4 животни, ако се подсетимо уште еднаш на описот, таму во Откровение, каде што имаат крилја и очи, и ги кажуваат истите зборови што серафимите ги кажуваа во видението на Исаија. Свет, свет, свет.
е Господ над војските, Господ Бог Вседржителот. Можеме да заклучиме дека тие животни се серафимите, всушност. Може. Иако не можеме да кажеме кој се бил присутен во храмот, во светилиштето, во небесната скинија. Значи, и според Стариот, и според Новиот Завет, на небото постои храм, наречен неракотворен. Неракотворен. И тоа го читавме во Евреите, мејатата сабота. Нешто што Господ го изградил, а не човек. Кога ќе се спушти тој храм на земјата? Дали некогаш тој храм ќе биде на земјата? Да или не? Да. Каде ги читавме тие зборови, се сеќавате? Каде на земјата ќе се спушти третиот храм? Каде во Библијата ги читавме тие текстови? Се сеќавате? Тоа беше на почетокот од оваа тема. Го споменавме пророкот Езекијел, да, и неговиот опис на третиот храм од 40 до 43 глава од неговата книга, но се уште не читавме ништо од таму, освен пророштата за Гог и Магог во 38 и 39 глава. Но еден друг старозаветен пророк го цитиравме на почеток за тоа кога небесниот град, новиот Ерусалим, ќе се спушти на оваа земја. Ќе постои на оваа земја. Ќе постои во Палестина. Ќе постои во Ерусалим, третиот храм, ама Господовиот. Не овој масонскиот, што го планираат. Не ракотворениот. Не оној граден со парите на Ротшилд. И уште било кој друг сатанист од овој свет. Кој пророк го цитиравме? Тоа го споменавме. Езекијел од 40 до 43 глава, читате ги описите што се таму дадени. Но, еден друг старозаветен пророк го цитиравме. Се сеќавате ли? Кој беше? На почетокот на темата. Захарија, точно. Се сеќавате каде во Захарија? Го читавме тоа. Во која глава во Захарија го читавме тоа? Не се сеќавате толку. А кој се сеќава? Вештачката интелигенција се сеќава. Лаптопот се сеќава. На секој збор од овие проповеди. 14 глава, браво Маре. Еве напредува природната интелигенција. Захарија 14 глава. Да се подсетим уште еднаш на тие зборови. Бидејќи се убави и посебно ми се допаѓаат. Захарија 14 глава. 3 и 4 стих. Тогаш ќе излезе Господ и ќе се сврти против тие народи. Кои народи? Ова го споменавме во контекст на Гог и Магог. И ги пред тоа вели во вториот, ќе ги соберам сите народи во војна против Ерусалим. И градот ќе биде преземен, а домовите разграбени, жените ќе бидат обесчестени, половината од градот ќе отиде во робство, но останатиот народ нема да биде истребен од градот. Кој град? Ерусалим.
Стариот Ерусалим. Ова не се случило, затоа што евреите не го прифателе Христа. Да го прифателе, Христос ке требаше да биде предаден и распнат на друг начин, не од евреите, туку од народите. Ако евреите беа верни на Господа, немаше тие да го распнат Христа. На кој начин тогаш ке беше откупено човештвото? Со овој напад на народите против Ерусалим, на гоимите, на безбожниците, на многобожците, на паганските народи. Или како што сакаше да вели пасторот Морис Бери, на обединетите пагански нации. И тога се вели дека тие ќе има успех, некаков успех, затоа што градот ќе биде превземен, вели. Вториот стих, така? Ќе има успех, домовите разграбени, жените обезчестени. Замислите, ово не е шега. Половината од градот ќе отиде во робство. Но кој се спасува според сите вакви слични месијански старозаветни пророштва? Се спасува само остатокот. Останатиот дел нема да биде истребен од градот. И сега третиот стих вели, тогаш ќе излезе Господ и ќе се сврти против тие народи, како што војува во борбен ден. Тогаш ќе излезе Господ да му помогне на тој остаток, што бил и пред тоа верен. Значи, никој од остатокот нема да биде силуван, обезчестен, одведен во робство и така натаму. Остатокот е тој што останува верен. И тогаш ќе излезе Господ да му помогне на тој остаток. Во последното време, во оваа историја, тоа ќе бидат запечатените 144.000 на крајот од историјата. Но повеќето христијани, што ќе биде со нив? Верните ќе бидат мртви, повеќето други. Мнозина неверни исто така ќе бидат мртви. Но оние што ќе бидат живи, а не се запечатени, тие ќе бидат во отпадот. Тие ќе бидат жигосаните, за жал. Жигосаните од антихристот и новиот светски поредок. И сега четвртиот стих. И ќе застанат нозете негови, чии? Господови, на Маслиновата гора во оној ден, што се наоѓа спроти Јерусалим од источната страна. И ќе се расцепи Маслиновата гора од исток кон запад со многу голема долина. И половината ќе се помести кон север, а втората половина кон југ. И овие зборови ги поврзавме со Езекијел, ги поврзавме со Гог и Магог, од 38 и 39 глава на Езекијел, кои што се начело на тие народи што го напаѓаат Ерусалим. Но бидејќи евреите го отфрлија Спасителот и се откажа од својот Бог, велејќи немаме друг цар освен кој? Цезарот. Историјата потече во поинаква насока, а не во она што ја најавува пророците со такви детали. Дали тоа дека ќе ги нема Гог и Магог и дека овие пророќства нема да се исполнат? Ќе се исполнат, но не со сите тие детали. И Гог и Магог беше споменат во Откровението. На крајот од 1000 години, Откровение 20 глава, кога ќе се навршат 1000 години, вели 7 стих, сатаната ќе биде пуштен од затворот свој и ќе излезе да ги лаже народите по 4 краишта на земјата, Гог и Магог, и да ги собере за војна. Еве ги истите зборови. Против кого сега таа војна?
од каде сатаната ќе добие одеднаш народи на располагање, цели армии, цели војски на располагање, милиарди луѓе на располагање. Како ќе ги добие на располагање сите овие народи? Ќе ги добие со второто воскресение. Другите од умрените не оживеа, вели 5 стих, додека не се навршат или додека не се навршија 1000 години. И тогаш Гог и Магог ќе сакаат што да направат? 9 стих, тие излегува по ширината земна и го заобиколија живеалиштето на светиите и возлюбениот град, падна од Бога оган небесен и ги проголта. Значи, најсилните армии на овој свет, обединети, сите нации на овој свет, обединети, против Господа, се што? Се нула. Помножени со нула. А еден многу мал остаток, кој што нема да може да купува и да продава. Овие евра, доларчиња, што ги спомнуваше брат Зоран, се тоа измислени лажни вредности. Паганскава елита не го чува својот имот во такви средства. Не го чуваат ни во банки, како повеќето луѓе. Тие си имат свој начин како си го обезбедуваат својот имот, својот капитал. Но тие не се интересни. Оно што откровението во преден плат го става е небесната елита. 144.000. Вечната елита. Оние кои што го следат Христа секаде каде што тој оди, замислите. Цела вечност, каде е Христос, таму ќе бидат они со него, како елитна, империална гарда, како да ја наречаме. Царска гарда, негова. Каде и да оди Христос, било каде во Вселената, тие со него. Бидејќи нема да се биде само на новата земја, се сеќавате во рани списи, каде го сретнала во визија Елен Вајд, каде го сретнала Еноха. На некоја планета, со 7 месечини. И го прашува, ти тука живееш? Не, јас живеам во Новиот Ерусалим, вели, тука сум дојден на излет. На друга планета со 7 месечини. Таму видела трева, зелена, прекрасна, опис, прекрасен, на кој што може да се подсетите, ако ги читате првите глави од рани списи. И што друго кажува таму во рани списи за 144.000? Кажува еден друг детал. Таму, не во градот, бидејќи откровението вели дека во градот не видов храм. Јован вели, храм не видов во градот. Меѓутоа Елена Вајд вели дека во рани списи вели дека надвор од Новиот Ерусалим, надвор од градот, ќе постои храм. И кажува уште нешто во таа визија, кој единствено ќе смее да влезе во тој храм, внатре. 144.000, тоа го пишува во раните списи. Многу интересно. Значи ли тоа дека другите ќе огледаат само од надвор? Така. Па и евреите не смееле да влегуваат внатре ниту во првиот, Соломоновиот, ниту во вториот храм. Најдалеку, обичен евреин, кој што не бил левит, кој што не бил свештеник, можел да влегува само во внатрешното предворие. Во тремот на Израел, како што бил нарекуван.
Другите кои што не биле евреи, само во надворешниот рем, тремот на народите, така и бил нарекуван, кој што бил многу поголем, се разбира, од околу. Само свештениците, тогаш кога име служба, по распоред, внатре во светилиштето, во првото одделение. А само првосвещеникот во второто, во светињата на светињите, и тоа само еднаш во годината. Ни тој било кога друг пат. Постои една интересна книга која јас ја немам прочитано, ја немам се уште прочитано, во врска со Израел, Ерусалим, третиот храм, сето она што е актуелно и што се случува. Еве гледаме и овие денови во Израел. Меѓутоа таа една постара книга, напишана од една авторка, еврејка исто така, по име Јулија Кош. Не знам дали сте слушнале за неа. Јулија Кош. Знаете што вели Јулија Кош? Во незината книга која што носи наслов Алеф Бет на јудејството или Алеф Бет на јудаизмот. Јас само цитирам од еден вебсайт, еден многу интересен цитат од таа книга, земен, во која што ова авторка, еврејка, го кажува следново. Врз основа на кои извори информации не знам, затоа ќе треба да ја читам незината книга, па да видам што таа наведува внатре. Но, забележете што таа кажува. Ова што таа кажува е верувањето на автентичниот јудаизам, не на овој политичкиот, ционистички, масонски. Автентичниот јудаизам. Третиот, цитирам, третиот, последниот и вечен храм во Ерусалим ќе се спушти од небото на местото на првиот и другиот храм. Комплетно готов, довршен и совршен. Затворен цитат. Ова е автентичниот јудаизам, автентичната старозаветна вера. Не овој политички, масонски, ционистички јудаизам кој што денес, заради државноста на Израел, на некој начин преовладува. И сакаат со човечки средства, со човечки сили, со човечки раце да изградат трет храм. Дали тоа Господ ќе им го дозволи, рековме, не знаеме. Меѓутоа, тоа повеќе не е битно. Битно е оно што го вели Божјата реч, Божјето Слово. А што вели Божјата реч? Конечно, ќе завршиме со пророкот Езекил или Езекиел, или Језекил, зависи какви преводи имате на Светото писмо и на кои јазици. Да отвориме во книгата на пророкот Езекиел, пророкот кој што пророкувал за време робство, во најцрните години на Божиот народ. Кога нема храм во Израел, нема држава во Израел, нема свештенство во Израел, се исполнија пророштата на Осија, ќе ги укинам и вашите саботи, и вашите новомесечија, и празници, ништо од сето тоа ќе нема. Целиот старозаветен верски живот ќе биде замрен затоа што Ерусалим е срушен, храмот е срушен и запален од војските на Навуходоносор, Вавилонскиот цар.
Народот со се такви верни и свети, благословени евреи како Даниел, неговите другари, одведен во робство, и сега на тоа робје Господ подига два пророка. Пророкот Даниел на заробените израелци. И како да не е доволен еден само, туку и пророкот Езекиел го подига, за да ги теши, за да ги храбри, за да им најавува обнова, ама она вистинска обнова, што Господ ја подготвувал и ја подготвува. И за кое што зборуваат и некои од месијанските пророштва во Стариот Завет. Ја би сакал само пред да читаме од Езекиел, и со Езекиел ќе завршиме, да се подсетиме на еден текст од книгата на пророкот Исаија, Исаија 65 глава, едно месијанско пророштво, Исаија 65 глава од 18 до 20 стих. Да го прочитаме најпрвин тоа. Исаија 65 глава од 18 до 20 стих. Па ја почнали од 17-тиот. Господ вели, зашто ете, јас создавам ново небо и нова земја. Много интересно. Уште во Исаија е тоа најавено. А поранешните нема повеќе да се спомнуваат, ниту на ум ќе доаѓаат. Замислете. Толку ќе биде убаво таму и тогаш, што од овдешниот живот нема да сакате да се сеќавате ништо. Барем од материјалните аспекти на денешниот живот. Ке се сеќавате на благословите што Господ ви ги дал, на духовните аспекти, спасението, сето тоа. Но материјалните, оно што сега не влече, тоа нема ни да сакаме да се сеќаваме. И понатаму што вели Господ преку Исаија? 18 стих. А вие ќе се веселите и ќе се радувате довека за она што јас го создавам. Зашто ете јас ќе го создадам Ерусалим за веселба, а народот негов за радост. Господ вели, јас ќе го создадам Ерусалим. Значи не мисли на стариот Ерусалим. Не мисли на Ерусалим изграден од луѓе. Јас ќе го создадам. Господ ќе изгради еден нов Ерусалим. И веќе Исус им зборува на учениците како да е тој веќе готов. Во домот на мојот Отец има многу станови. Само што господовата градежна фирма не ги нуди на продажба, како сега Джевахир, или било кои нови згради, кои што никнуваат. Не ги нуди на продажба. Току како ги нуди? Како ги нуди? Бесплатно ги нуди. Тие се купени со Христовата крв. И бесплатни билети за превоз од оваа планета до новиот Ерусалим Господ платил. За кого? За сите луѓе. Зошто сите луѓе нема да отидат таму? Зашто не сакаат, ако вас некој ви подели билети за Кајманските острови и дебели сметки во Кајманските банки на ваше име, не значи, не мора да значи дека ќе отидете таму. А таму ќе сакаат да отидат.
Сепак нема да значи. Нема значи. Да продолжиме со цитатот. 19 стих. Господ вели, ке се радувам за Ерусалим и ке се веселам за мојот народ. И нема повеќе да се чуе во него глас од плачење и глас од пискот. Исаија, 7 века пред Христа ги пишува овие зборови. А откровението што вели, ке избрише Господ секоја солза од нивните очи. Значи, сето тоа го имало уште во Старозаветната Библија. Многу што од откровението веќе било кажано пред Христа. 20 стих. Таму веќе нема да има новороденче кој живее кратко. Ниту старец што нема да ги исполни деновите своји. Сега ова е интересно. Овој превод, следните зборови ги пренесува овака. Тој што ќе умре на 100 години ќе се смета за момче, а оној што ќе живее помалку од 100 години ќе се смета за проколнат. Овие детали, значи, се однесуваат на она неостварена историја, ако евреите го прифатеа Христа. И тогаш ќе имаше трет храм. И тогаш ќе имаше нов Ерусалим. Ама се уште во некои овосветски рамки на живот. Каде што се уште постои смртта, старење и така натаму, меѓутоа се најавува огромна разлика, огромна промена во однос на ваквиот живот, каков што го познаваме. Имено на 100 години, вели Исаија, ќе бил некој момче. На 100 години. Што значи тоа? На 100 години млада девојка и момче. Колку би живеел таквиот ако на 100 години е момче? На 100 годишна возраст е момче. Колку би живеел таквиот? Кога би бил старец таквиот? Видете, например, за Енох се вели кога се оженил и добил син. Значи, немал стол уште. Немал стол уште. Сега не знам како изгледал Енох на 65 години. Пензионер не изгледал секако. Меѓутоа, ако на 100 години се уште се било момче, а не возрасен млад човек, тогаш тоа за мене тоа ми изгледа како многу поголем животен век и од предпотопниот. Бидејќи Господ вели исто така преку Исаија, деновите на мојот народ ќе бидат како деновите на дрво. Знаете колку се долговечни дрвјата? Најдолговечните дрвја, знаете колку се долговечни? Повише од 1000 години. Да, значи, за некои се вели дека достигнуваат до 2000 години старост. Тоа се гледа и според, тоа е во 22 стих од истата глава. Нема да градат за да живее друг, нема да садат за да јаде друг, зашто дните на народот мој ќе бидат како дните на дрво, и моите избрани долго ќе се користат со делото на рацете нивни. Но, во оваа историја на новата земја, таму нема да има ни старост, ниту старење, ниту 2000, 3000, 10.000, 10 милиони животен век. Току вечност.
Да прочитаме сега некои зборови, чисто како занимливост. Ја ви препорачав и сега ви препорачувам. Читајте ги дома, ако имате време, а верувам дека барем денес ке имате, попладнево, дори за да дојдете на вечерна служба, ке имате пак време. Сега знам дека некои да планираат после ручек спиење. Немам ништо против тоа. Верувам дека и Господ нема. Но мислам дека ќе имате време, ако сакате, да ги прочитате. Ако сакате, се разбира. Ако ви е интересно, ви ги препорачувам 40-та, 41-та, 42-та и 43-та глава од книгата на пророкот Езекијел, каде што се наведуваат сите детали за изгледот на третиот храм, на Господовиот храм. И сето оно што до сега во историјата ниту на Израел, ниту на севкупната човечка историја не се исполнило. Се уште не се исполнило. Но ние ќе прочитаме, би сакал да прочитам само некои текстови денес и со нив ќе завршиме. Например, Езекијел 43 глава. Езекијел 43 глава. Од 13 до 15 стих. Тука се дадени само димензиите на жртвеникот, на храмот. Се може да се спрашувате зашто е жртвеник. Во земските храмови и светилиште постоел жртвеник? Да. Каков жртвеник постоел? Некаде се вели жртвеник, некаде се вели олтар. Исто. Колку жртвеника постоеле во светилиштето? Едно за жртвување на животни, така. А дали постои уште едно кој што исто така се нарекува олтар или жртвеник? Да, кадлниот олтар. Значи, може да има жртвеник и во новиот храм и на новата земја и без да се лее никаква крв на него? Може да има. Но сепак, треба да имаме предвид дека деталите што ги дава Езекијел, ги дава во контекст на една неисполнета историја, во случај евреите, значи, да го прифатеа Исуса Христа, или да беа верни на заветот уште пред Христа. Во склад со сите овие месијански пророштва, што Исаија и Јеремија ги кажуваат, дури Јеремија кажува на некои места пророштва, Езекијел кажува најмногу на таа тема. 13 стих од 43 глава, почнувам да го читам. Видете што се вели. И еве ги размерите на жртвеникот, ако се смета во лактови. А лактот овде, значи овој лакт што Езекијел го дава, не е вообичаениот лакт со кој што сметале евреите и другите стари народи во тоа време. Туку е лакт продолжен за една дланка. Значи многу подолг лакт од вообичаениот. Се разбира, не два пати подолг. Лакт и една дланка се вели. Основата лакот на жртвеникот, еден лакт, значи, ширината пак лакт, или лакот, вели овој превод, а појасот по сите краишта негови една педа, тоа е задната страна на жртвеникот. 14 стих. Од основата која поаѓа од земјата до долниот појас, два лакта,
а широк е тој еден лакт или еден лакот. Од малиот појас до големиот 4 лакти, а широк еден лакт. 15 стих. Жртвеникот е висок 4 лакти, а од жртвеникот се издигаат угоре 4 рога. Жртвеникот, 16 стих, ако читаме понатаму, е долг 12 лакти и широк 12 лакти, 4-аголен е од сите страни и така натаму сега, ако ги читате сите овие детали. Знаете ли колку изнесувал еден лакт како димензија? 60 сантиметри? Така слушна? Тука се наведуваат некои податоци според Павле Борович, неговиот библиски приречник. Вообичаениот лакт што го користеле старите евреи и другите народи, постоеле два лакта како прво, египетски лакт и вавилонски лакт. Значи две различни мерни единици. Значи кога се вели лакт во Библијата, тоа не значи дека за да измерат нешто, луѓето си го ставеле лактот и си мереле. Или ние како деца со педи вака, една педа, друга педа, да видиме, да измериме колку треба да биде далеку пеналот од голот. Не, туку се велело лакт, но тоа била стандардизирана мерна единица. Значи, никој не мерел со своите раце и нозе. Се вели дека најверојатно евреите го користеле вавилонскиот лакт, иако се смета дека египетскиот бил различен од овој. И изнесувал, сега, постојат различни податоци, не постои сигурност, затоа што не се знае дали оние археолошки пронајдоци што се откриени, каде што некои димензии се дадени во лакти, не се знае дали е тоа целата должина или пак нешто е изедено од забот на времето. Па може би не е целата должина на зидот или на тунелот или на било кој артефакт што бил пронајден, а каде што се наведува податок за негова должина во лакти. Зато постои една несигурност, меѓутоа се смета дека во граници од 49 до 54 сантиметри, а може би и 60, како што споменавте. Значи, ајде да не бидат 54, горната граница да ја ставиме на 60, од 49 до 60 сантиметри. Значи, тој диапазон, тој интервал постои само заради несигурноста на денешната наука и денешните археолози за тоа колку навистина изнесувал лактот. Меѓутоа, една дланка што е спомената тука, се движала според тоа од 22 до 24 сантиметри. Сега, ако ги земеме горните граници, 54 и 24, ќе имаме близу 80 сантиметри. Значи, еден лакт и една дланка за новиот лакт, кој што Езекијел го воведува. Или, помеѓу 75 и 84 би било сега сантиметри. Нов лакт. Ако читаме во Мојсеевите книги, за тоа колкав бил жртвеникот на светилиштото или олтарот во времето на Мојсеј, кој што Мојсеј вели дека бил 3 лакта, 2 Мојсеева 27 глава 1 стих, односно околу 150 сантиметри. Таа вистина била најзгодна за службата на свештеникот, значи да биде жртвеникот висок 100-150 сантиметри, бидејќи
тоа било висина која што просечно, за просечните луѓе, достигала до градите на свештеникот. 150 сантиметри. Која е нашата просечна висина денес? Отприлика е иста, нели? Слично. Може би евреите биле пониски, може би биле повисоки. Старите луѓе, мислам. Старите народи, не знаеме, некои биле повисоки, некои биле пониски, се разбира. За да може да допира повторно новиот жртвеник до градите на свештеникот. Според димензите што ги дава Езекиел, тој новиот жртвеник треба да биде висок 3 метра, ако ги преведеме овие новите лакти што ги прочитавме, е околу 3 метра висина на жртвеникот. Колко би требало да биде висок свештеникот, за да му допират до градите? До 4,5, зависи колко е висок. Да? Нешто не подсетуваат тие димензии на првите луѓе. Да. Значи, тоа се джиновски димензии за наши поими. И ние читаме на почетокот од Библијата во Битие дека имало джинови на земјата. И денес многу се актуализира, гледам на интернет таа тема. Джиновите, Нефилим, па враќањето на джиновите. Па сето да се поврзува со шупливата земја, од Антарктикот наводно има дупка која што се влегува внатре во планетата. Па разни теории и така натаму. Цитати од книгата на Енох, двете Енохови книги и така натаму и така натаму. Многу интересни апокалиптични предвидувања. Дури се споменуваше полани дека затоа се сретнале папата и патриархот Кирил во Куба, бидејќи наводно е пронајден ковчегот на заветот на Антарктикот. Наводно го пронашле Руси на Антарктикот. И сега наводно се плашеле да го земат, затоа што во Стариот Завет читаме колку било опасно по живот да се допира ковчегот на заветот. И што решиле? Наводно сега, го кажам како занимливост. Решиле да ги повикаат демек папата и патриархот на најсилната православна држава, па кешки ако они двајца го носат, ќе преживеат. Јас би рекол, чисто се сомневам дали ќе преживеат ако они го допрат. Како што се сомневам дека на вистина луѓето го пронашле. Било каде, па макар и на Антарктикот. Како прво, зашто би го однеле на Антарктикот? И кој го однел таму? Кој е тој што го можел да го однесе од Палестина, од пештерата каде што бил сокриен, се вели Евремија дека го сокрил? Кој е тој што од Палестина ќе го однесе на Антарктикот, а да преживее? Значи се сомневам во тие вести, во тие најави, во тие сензационални тврдења кои што денес се шират, бидејќи привлекуваат внимание, се разбира. Но едно е сигурно. Знаеме дека постои небесно светилиште. Знаеме дека постои новиот, третиот, вечниот храм на тоа светилиште. И знаеме дека тоа светилиште, тој трет храм, ќе биде на новата земја. И тоа е вечниот храм, кој што Господ го изградил, а не човек. И би сакал да завршам со зборови од Откровението, 11 глава.
11 глава, првите 2 стиха. И ми се даде мерна трска, слична на жезол, и ми се рече, стани и измери го Божиот храм, и жртвеникот, и оние што се поклонуваат во него. Еве го жртвеникот во Откровението, во новиот храм. Иако рековме, тоа не е жртвеник за принесување крвни жртви. Но се споменува олтарот, во кадилниот олтар во Откровението, така, пример во 8 глава, кај што ангелот ја наполнил кадилницата со жар од жртвеникот и ја фрлил на земјата. Сега, сето ова има символично значење, што значи да се измери Божиот храм, не сега димензии, како во Езекијал, и жртвеникот. Но интересен е вториот стих. А дворот пред храмот остави го и не го мери. Зошто? Значи, еве тука се гледа на кој жртвеник мисли Откровението, на кадилниот олтар. Тој е внатре во храмот. Каде стоел кадилниот олтар? Внатре. Првиот дел, ама непосредно пред завесата, значи пред влезот во вториот, во светињата на светињите. А надворешниот, предворието на храмот, или дворот, тука се вели овој превод, каде што бил жртвениот олтар за колење на јагниња, овци, телиња и така натаму, остави го и не го мери, бидејќи им е даден на незнабожците, се вели тука, или на народите, на Гоим. Тие ќе го газат светиот град 42 месеци. Да подсетува ова на нешто од Евангелијата? Пред нова година остана недовршено прашањето, неодговорено. Кои се тие времењата на незнабожците, кои што Исус ги спомена? А Ерусалим ќе го газат незнабожци, додека не се навршат времењата на незнабожците. Во контекст на она тема за Израел, за Римјаните 11 глава, целиот Израел ќе се спаси и така натаму. Еве тука ни се дава некој податок. Кој е тој надворешниот? Бидејќи тука станува збор за небесниот храм. Што е предворие на небесниот храм? Каде се наоѓа предворието на небесниот храм? На нашата планета. Каде поточно на нашата планета? Таму каде што нашиот Господ беше распнат. Каде бил принесен на жртва? Новозаветниот првосвещеник, кој што самиот, значи не телешка и јарешка крв, туку тој самиот се принел на жртва. Новозаветниот првосвещеник себе си се принесе на жртва на оваа земја. Во Палестина, Израел, светата земја, надвор од Ерусалим, надвор од зидините, иако денес и тоа е во Ерусалим, во денешниот Ерусалим. Значи, Ерусалим ќе биде газен 42 месеци. Што значи ова? Затоа сега нема да зборуваме. И каква врска, и дали има врска со времењата на незнабожците? Оставаме Божиот дух да не води и просветлува по тоа прашање во наредниве седмици и месеци, кои што се пред нас, ако ги имаме, се разбира. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.